Американската централна банка за прв пат по скоро 10 години ја подигна референтната каматна стапка, како што подолго време и се очекуваше на светскиот пазар. Каматната стапка за прв пат од 2006 година е зголемена и тоа за 0,25%. Од 2008 година таа беше држана меѓу 0 и 0,25% со цел да се поттикне за заздрувувањето на американското стопанство по финансиската криза. Сега каматната стапка ќе биде меѓу 0,25 и 0,50%. Монетарниот одбор на Федералните резерви наведе дека зголемувањето на каматната стапка ќе биде постепено, додавајќи дека до крајот на идната година таа би требало да изнесува околу 1,4%. Банката оцени дека годинава значително се подобрила ситуацијата на пазарот и од инфлацијата ќе изнесува 12%. Најновата одлука на Федералните резерви го означи крајот на ерата на воредното олеснување на монетарната политика. Експертите предвидуваат дека зголемувањето би требало да има ограничено влијание врз берзите и оти нема да донесе негативни последици врз економиите на земјите во развој. Едвин Труман од Петерсон институтот за меѓународна економија во Вашингтон вели дека покачувањето на каматната стапка бил предпазлив потек во согласно со очекувањата на пазарот. 25 основни поени во стапката на федералните фондови не е голем потек. Американската монетарна политика ќе продолжи да биде многу приспособлива, изјави Едвин, наведувајќи дека зголемувањето на стапката најверојатно нема да им наштети на економиите на земјите во развој и покрај притисокот со кој веќе се соочуваат. На ист став е и Джозеф Гањон, исто така од Петерсон институтот во Вашингтон. Веќе зголемена вредноста на доларот и со тоа се ставени под притисок другите валути на пазарот. Сепак мислам дека има и други поважни фактори. Например, ребалансот на увозот во Кина има поголем ефект врз пазарите на земјите во развој и предизвикува пад на нивните валути поради ослабениот извоз, наведува тој. Експертите оценуваат дека порастот на каматната стапка сигнализира значително подобрување на пазарот на трудот и на економските услови во Соединетите држави. Функционери на Федералните резерви очекуваат економијата да продолжи да расте со умерено темпо и постепено да се прилагодува кон новиот потек на монетарната политика. Зголемувањето на многу мала каматна стапка, што е предизвикано од силната американска економија, е добро за Кина, многу подобро отколку спротивното. Да предпоставиме дека економијата на Соединетите држави е многу слаба, тоа ќе биде лоша вест за Кина, бидејќи тоа значи дека американците нема да бидат заинтересирани за кинески производи, вели Гањон. Претходно, председателката на Федералните резерви, Дженет Јелен, оцени дека најновиот потек е одраз на довербата во американската економија.